Земјоделци по скришни канали купуваат семенски материјал од Бугарија и од Грција, со што се ставаат во ризик да го уништат родот, тврдат земјоделските експерти. Според нив, пониските цени кои ги плаќаат овие производители за семето од соседните земји отвораат можност да не ги добијат посакуваните раноградинарски култури. Мој совет и мој препорака е дека при купувањето на семето на на зелкеве, а и било кое друго семе, треба да се обрне внимание да се купуваат легално во земјоделски аптеки, при што да има легална декларација на семето и исто така нормална фискална сметка. Зошто го велам тоа? Има сознание дека за жал голем број на земјоделски производители по различни канали во соседна Бугарија одат и купуваат некаде, ако е југот, па и од Грција и така натаму, купуваат одредени сорти на зелка, пипер, понатаму и било која култура, мислејќи дека тоа е исто, особено се подложуваат по пониската цена. Не велам дека се што се продава во Бугарија или во Грција е фалсификат, но не велам дека продавачот со цел, зборувам во Бугарија, затоа што нема контрола, или во Грција некој, бејќи немат контрола, а знаат дека станува збор за пазар кој што е во Македонија и не се подлежни на некаков законски санкции ако се случи нешто, прават и некои, така да кажеме, мучки или менување на семето и продават семе кој што не е исто и со исти квалитет како што е оригинал кој што доаѓа најчесто од Холандија. Ивановски вели дека последиците по земјоделците може да бидат фатални во смисла на финансиски банкрот. Такво искуство имаат производителите на еден вид краставица, припомнува Ивановски. Пред многу години кога беше актуелна пример долгата краставица од типот на Сандра. Често пати овдека во Струмичкиот регион купуваа од Бугарија, мислејќи дека е иста, па место да добијат долга краставица, добиваат тиквички. Значи, краставица како тиквичка. И им пропаѓа целото производство. Значи, точно вие чекате, сте вложиле не само за семе, сте вложиле за ѓубре, сте вложиле за најлон и така натаму, вашата фамилија живее од тоа, значи немате вие дополнителни приходи. И кога треба да земите првиот род, ви пропаѓа целото производство и можете банкрот да дојдете буквално. Само легално продаденото семе во македонските земјоделски аптеки со фискална сметка и декларација од увозникот е гарант за производителот кој доколку не го добие посакуваниот квалитет, правдата може да ја бара пред судот.